Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Нова емисија и нова географска должина и широчина. Се наоѓаме во Германија, каде сме поканети на првите официјални тест возења на Opel Zafira Life, но и целата гама на Opeloви возила кои имаат погон на сите тркала. Тоа е нешто ново во Opel, бидејќи ќе има дури 4 изведби со погон на сите 4 тркала. Но пред да ги видите нашите импресии од возењето на Zafira Life, ве поканувам да ги погледнете останатите содржини во Автомагазин. Кога Шкода при крајот на ланската година премиерно го представи наследникот на Rapid, овој хеджбек веднаш беше наречен чешки голф. Го доби името Скала, со кое символично се навестува искачувањето на марката едно скалело повеќе. Не само по присуството во сегментот на кој доскоро не смееше да му се приближи, туку и според дизајнот и технологиите што ги нуди. Тогаш многу слушнавме за Скала и незините карактеристики, дизајнот, моторизацијата и практичноста што ќе ги има. Фалеше само цената, за која сега, после презентацијата и официјалниот почеток на продажбата во Македонија, знаеме дека ќе стартува од провокативни 14.500 евра. Со неа сликата за овој автомобил е комплетна и според реномето на Шкода, слободно може да кажеме дека чесите ќе имаат уште еден пазарен хит меѓу нашите купувачи. Покрај основната изведба со 95 коњскиот TSI мотор и 5 степен менувач, ним на располагање ќе им бидат уште и бензинец и дизел со по 115 коњски сили. Двата мотора може да се комбинираат со 6 степен мануелен или 7 степен DSG менувач, како и со два богато пополнети пакети на опрема. Со тоа уште еднаш се потврдува добро познатата истрајност на Шкода да нуди одлично избалансиран однос меѓу платеното и добиеното, овој пат спакувано за најатрактивната европска класа автомобили. Кија го потполни семејството на Ceed со неговата последна каросериска изведба. Со месеци наназад знаеме дека тоа е кросовер верзијата на хеджбекот, заради што и нема изненадување во поглед на неговиот изглед. Во понуда на марката ќе се смести меѓу стоник и спортаж, а во однос на стандардниот Ceed доби изменет преден и заден дел. Зголемен е и клиренсот за 42 мм, а има дополнителни заштитни елементи на каросеријата и кровни носачи. Треба да споменеме и дека за изгледот беше задолжен центарот на Кија во Франкфурт. За неговата внатрешност се наведува дека е попрактична, а инструмент таблата може да биде дигитална. Погонот во секој случај ќе биде само на предните тркала, а во гамата мотори се среќаваат веќе познатите агрегати. Купувачите ќе можат да бираат меѓу 3 бензинци со 120, 140 и 204 коњски сили и 2 дизела со 115 и 136 коњи. Одменувачите ќе бидат достапни 6 степен мануелен и 7 степен автоматик со двојна спојка. Освен ова, Кија во текот на следната година ќе го понуди X-Ceed и во 2 хибридни изведби. Продажбата на овој модел наменет само за европскиот пазар ќе започне во третиот квартал годинава по засега непознати цени, како и другите во семејството на Ceed ќе се произведува во Словачка. Новиот Porsche 911 освојува само пофалби, до толку што се добива впечаток дека нема вистинска конкуренција. Ова сепак не е докрај вистина, бидејќи најлутиот конкурент тој го има во самиот себе. Поточно во 911 Speedster изведбата која во целост ја користи техниката од претходната генерација. Наменет за бескомпромисните, инженерите од Zuffenhausen го имаат собрано најдоброто од сите верзии, испакувано во атлетска каросерија која предизвикува ретро носталгија. Така шасијата му е од Carrera 4 Cabrio, некои детали од 911R, а ослонувањето и моторот од суровиот GT3. Тој е засилен на 510 коњски сили и спарен со 6 степен мануелен менувач, а погонот е само на задните тркала. Тоа ветува нефилтрирано задоволство во возењето кое кулминира со забрзувањето до 100 на час за 4 секунди.
Максималната брзина што ја постигнува е 310 км на час, но таа ќе дојде во втор план со спуштањето на платнетниот покрив, што во духот на традицијата се прави рачно. Одредени делови од каросеријата се направени од карбон, а ексклузивитет загарантиран со лимитираното производство од точно 1948 примероци и цена од 270.000 евра. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Не знам што се случува, тотално збесна. Пит. Дај ми ги клучевите, те молам, морам да излезам. Да, секако. Понуда која не се одбива, има се. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Модерниот урбан живот си има своја цена. Ја плаќаме сите најмногу преку загадениот воздух, но додека за справување со него се превземаат какви такви мерки, се обучавата како втор најголем проблем за квалитетот на животната средина, кај нас никој не се занимава сериозно. За да се посочи реалната состојба, не засега сите, Техничкиот факултет од Битола во соработка со Институтот за комуникацијски студии од Скопје извршија серија мерења на бучавата во сообраќајот. Мерењата беа направени на 3 локации во Скопје, кај градската болница во центарот и педагошкиот факултет и училиштето Војдан Чернодрински во Тавталиџе. Во Битола се мереше кај гимназијата Јосип Броз Тито, основното училиште Тодор Ангелевски и во населбата Стрелиште. Овие локации беа избрани заради интензивниот сообраќај и близината на објекти кои се чувствителни на бучавата. Мерењата беа извршени за време на предпладневниот и попладневниот сообраќаен шпиц. Во извештајот уште се наведува дека во бучавата доминантни се патничките автомобили поради нивната многобројност во сообраќајот. Товарните возила, автобусите и моторциклите пак придонесуваат за краткотрајни, но интензивни осцилации во висината на измерената бучава. Без изненадување, резултатите на сите локации покажаат далеку поголеми вредности од законските ограничувања. На некои од нив бучавата се искачуваше и до 111 децибели, што е за 2 пати
повеќе од дозволените 50, односно 55 децибели во зависност од зоната. На сите мерни места најчесто измерените максимални вредности во континуитет се движеа меѓу 72 и 87 децибели. Според последните испитувања на Светската здравствена организација, изложеноста на бучава веќе на 65 децибели доведува до нарушување на психофизичката состојба кај луѓето од сите генерации. Како мерки против бучавата, експертите од Техничкиот факултет од Битола ги наведуваат ограничувањето на брзината и забраната за движење за одредени категории возила во нотните часови. Битно е и поставувањето посебно лежечки полицајци и издигнати пешачки премини, како и изградба на кружни крстосници и заштитни ѕидови. Посочуваат и дека треба да се вози мирно, без агресивни забрзувања и забавувања, како и да се инвестира во нови и современи возила на јавниот превоз и квалитетни коловозни површини со ниска бучава. Како најважно сепак споменуваат дека една мерка сама по себе не е доволна за значајно намалување на бучавата и дека е потребно тие да се комбинираат и спроведуваат чекор по чекор. Со енергичен потек, Форд потполни една празнина во европската класа спортско корисни возила. Најновиот протагонист во неа го има познатото име Puma и како некогаш е базиран на платформата на Fiesta. Разликата е во тоа што пред 2 децении беше мало купе, а сега е субкомпактен кросовер. Заеднички им се агресивниот дизајн и привлечноста на трендовски извлечените линии кои треба да придонесат за позитивен одговор на купувачите. Во нив се забележуваат семејните сличности со другите модели на марката, но и храбрите потеси кои треба да навестат дека новата Puma има остри заби. Атлетскиот изглед го нагласува предниот дел со фаровите со специфичен светлосен потпис. Бескомпромисно делува и силуетата, која завршува со изразено подигнат заден дел, токму како дива мачка подготвена за скок. Во внатрешноста се среќаваат елементи познати од другите понови модели на Ford. Од нив посебно внимание привлекува дигиталниот кокпит и големиот екран на инфозабавниот систем. Дека Puma сепак нема само градски карактер и намена за урбана употреба, сведочат детали кои на прв поглед не се забележуваат. Нив идните собственици ќе ги дознаваат на рати, од кои првата ја испорача Ford преку багажникот. Акцентот ставен на практичноста на Puma и донесе двојна подница со зафатнена од 80 литри, која на дното има чеп за испуштање на насобрана вода. Како заклучок се наметнува тоа дека со мноштво скриени таленти овој модел лесно ќе се снајде во сите пригоди. Новата Puma во својата најинтересна верзија ќе биде понудена со еднолитарски мотор кој со благото хибридно засилување ќе испорача 155 конски сили. Овој погонски систем ќе биде на располагање и со 125 коњи, а купувачите ќе може да бираат и меѓу конвенционалните бензински и дизел изведби со распон на силината од 95 до 120 конски сили. Погонот на сите тркала не е во ниту една опција. Ford Puma кај нас треба да пристигне при крајот на годинава и ценовно да се смести меѓу летаргичниот екоспорт и поголемата куга. После серија интензивни најавувања, Бентли конечно го покажа луксузниот Flying Spar. Деклариран како спортски Grand Touring седан, тој има многу што заедничко со Continental GT. Пред се стилскиот пристап и новата платформа која братскија делат со Porsche Panamera. Таа за Flying Spar е растегната на 5,3 метри должина, а меѓускиното растојание продолжено на 3,2 метри. Со тоа на сите во Flying Spar им е понуден поголем комфор и луксус секако кој го обезбедуваат мноштво кожа, дрво и врвна електроника.
Тука се и Night Vision системот и камерата со птичја перспектива, иако патниците повеќе ќе ги интересира изборот помеѓу 3 премиум аудио системи. Возачот пак ќе биде задоволен со дигиталниот панел со инструменти, head-up дисплејот и LED матрикс светлата. Сите заедно ќе уживаат во атмосферата креирана од панорамскиот стаклен покрив. За безбедноста и возните својства се задолжени да неми крај воздушното ослонување и управувањето кое делува на сите 4 тркала. Нив ги задвижува познатиот 6-литарски 12-цилиндричен агрегат со 635 конски сили. Автоматиката има 8 степени, со чија помош Bentley Flying Spark ќе го истрча спринтот до 100 км на час за 3,8 секунди. Максималната брзина што ја достигнува е 333 км на час, а за сопирање се грижат дисковите од 420 мм. Првите примероци од новата генерација на Flying Spark ќе бидат испорачани на почетокот од идната година по цена од 165.000 фунти. Нивните купувачи ќе може да бираат од палетата од 17 бои и мал милион можности за персонализација. Во блиска иднина се очекува оваа луксозна лимузина да биде понудена со V8 агрегат и во спортска спид избедба, но и како плагин хибрид кој се уште не е потврден. Американските купувачи на Toyota имаат поголем избор за разлика од Европа, каде меѓу RAV4 и Land Cruiser постои голема празнина. Во неа уште од 2001-та удобно се има сместено моделот Highlander, кој сега стига до својата 4-та генерација. За разлика од сличниот по димензии 4Runner, кој има крута шасија, тој е поставен на платформата од Camry. Таа му обезбедува поголема внатрешност и порафинирано возење. За погон се задолжени 3,5-литарскиот V6 бензинец со 295 конски сили и 4-цилиндричен 2,5-литарски агрегат хибридно засилен со 2 електромотора. Тој располага со 240 коњи и според фабричките податоци троши скромни 6,9 литри на 100 километри. Купувачите и на двете верзии ќе имат избор меѓу погон само на предните или на сите 4 тркала. Изгледот на новиот Highlander е делумно инспириран од новата генерација на RAV4, а внатрешноста му е семејно ориентирана. И покрај 8 седишта има багажен простор од 456 литри, кој може да нарасне дури до преку 2 кубни метри. За безбедноста и комфорот се грижат мноштво нови технологии со голем акцент на конективноста. Продажбата ќе му започне пред крајот на годинава по цена од околу 25% повисока од онаа на далеку помалиот RAV4. Моторциклистите со нетрпение чекаат пролета, а дел од нив и есента за кога MV Agusta ја најави сериската верзија на преубавиот MV Agusta Super Veloce 800. Тој со својот впечатлив едноок дизајн со жолто светло и асиметричен издувен систем просто го одзема здивот. Трицилиндричниот агрегат и голем дел од механиката се превзедмени од F3 800, што значи дека може брзо да го помине својот пат до сериското производство. Од него е и резервоарот за гориво, кој место брава има 2 каиша кои го држат алуминиумското капаче. Високо подигнатиот заден дел со седиште од кожа со дупчиња завршува со минијатурно тркалезно светло. Рамката е алуминиумска, вилушките подесиви, а со пирачките пливачки дискови со 4-кратни Brembo клешти. Оклопот од јагленородни влакна најверојатно ќе биде заменет со термопластични панели за цената да не отиде до небеса. А таму веќе се перформансите кои ги обезбедуваат 148 коњи и тежината од 173 кг. Летниот период е
полн со патувања. Многумина луѓе одат на одмори или патуваат од задоволство. Но повеќето од нив патуваат со своите автомобили. Автомобилите мораат да се одржуваат. За да немате несакани случаи по патот, еве неколку совети што треба да направите за подготовка на вашиот автомобил за летниот период. Морам да напоменам дека оваа проверка, иако можете и сами да ја направите, подобро е да отидете во импортерските центри од каде ви потекнува вашиот автомобил, а таа проверка и тие интервенции не чинат многу пари, но заштедуваат многу стрес. Прво што треба да се направи за да бидете сигурни дека возилото без проблеми безбедно ќе ве служи на летните патувања е комплетната проверка на сите течности. За моторното масло не треба многу да ви објаснуваме. Тоа е клучно за исправна работа. Неговото ниво треба да се провери кога моторот е ладен или барем 10 минути откако е изгаснат. Ако сте забележале дека протекува или се троши повеќе од вообичаено, веднаш проверете што е причината за тоа. При досипувањето внимавајте, бидејќи и премногу масло во моторот е штетно. Проверете го нивото и на средството за ладење, имајќи предвид дека различните типови антифриз не смеат да се мешаат. Течноста за чистење на стаклата можете да ја купите во секоја бензинска пумпа, но не и фреонот за климауредот, бидејќи на жешкото тој ќе работи под големо оптоварување во текот на целото патување, секако одвојте време и за негова контрола. Проверете ги светлата и мигавците, а фрлете поглед и на брисачите. Ако се стари, заменете ги, а не е на одмет да ги подесите и млазниците за вода. Клучно за безбедноста во возењето е состојбата на пневматиците и притисокот на воздухот во нив. Тој, кога се вози на долги релации и со оптоварено возило, треба да биде малку поголем. Препорачаните вредности вообичаено се наведени на налепница на столбот на возачката врата или на капачето од резервоарот за гориво. Не заборавајте на резервното тркало, како и на алатот потребен за него. Во возилото мора да ја имате сета законска пропишана опрема, вклучително и рефлектирачки елек. Него мора да го носите во случај да треба да застанете на отворен пат. Проверете дали сите резервни сијалечки и осигурувачи се на број, како и кутијата за прва помош. Во некои земји противпожарните апарати се задолжителни, посебно ако вашето возило има плински уред, но без разлика на тоа, неговото носење се препорачува. По извршената проверка и подготовка на автомобилот за летниот период, можете без проблем да патувате насекаде. Но, да ве подсетиме дека за патување во странство неопходно е да имате зелен картон за возилото, полномошно доколку возилото не е на ваше име и пожелно би било да имате патничко осигурување. И назад во Германија, каде се наоѓаме на Даковиот центар за теренско возење. Може би се прашувате што бара Opel на терен. И одговорот е многу едноставен. Заедно со Денжел, компанијата која произведува погони 4x4, Opel ќе промовира и ќе финансира продажба на возила кои имаат перманентен погон на сите 4 тркала. Меѓу нив е Виваро, како и новата Зафира. Ја гледате новата Зафира, потполно големо и извонредно многу наменско возило. А првиот дел од тестот на Зафира го правиме токму на офроуд, да видиме што може оваа куќена тркала да направи на терен. Одамна немам возено Opel на терен, уште од времето кога беше актуелна фронтерата. И веднаш, не знам дали може да примети снимателот каков терен имаме. И тоа е доста
остар. Но првата пречка Зафира поминува многу добро. Повторно имаме мало форсирање надолу и повторно нема никакви проблеми што се однесува до поминувањето на теренските препреки. Инаку, овој терен е направен да извлече максимум од погонот, но и од каросеријата. Гледам дека новата Зафира е направена повеќе од добро. Не верувам дека таа е наменета за тешки терени, но сепак е способна истите да ги помине. Пред се поради големото меѓуоскино растојание, но и големото растојание од тлото до почетокот на возилото. Голема предност на Зафира кога ја возиме на терен е меката амортизација, која впрочем е добијана од Peugeot. Во многу нешта, внатрешноста на новата генерација на Зафира подсетува на Peugeot. Гледајќи го воланот, инструментите, но и сите останати манипулатори укажуваат дека Зафира е плод на љубовта помеѓу германската и француската марка. И повторно имаме еден јак спуст. Овој полигон е направен за потежок офроуд, но поради добриот клиренс кој го има, Зафира ги поминува сите пречки без поголем проблем. И сега доаѓаме на мост направен од трупци, каде што ќе мора да го направиме пристапот како што треба, инаку ќе може да направиме дења. Од надвор многу поинтересно делува ова што сега го правиме, затоа што моторот и суспензијата се доведуваат во крајни оптеретување. Но ние сме во погонот модус од 4x4 и без поголем проблем ги поминуваме овие пречки. Сега ќе не наведува нашата домакинка на теренот каде и како да поминеме и повторно без никаков проблем. Што повеќе поминувам време на теренот со Зафира, се повеќе мислам дека е направена за уживање за управувачот без оглед на кој терен и на која подлога се вози. Мене ми е интересно, бидејќи ова градосија од 5,3 метри, колку што е долга, во ова издание што го возиме, без поголеми проблеми ги поминува сите пречки на теренот. Теренските способности на Зафира се многу добри, а незиното однесување на асфалт уште подобро. Зафира е наменета за транспорт на луѓе. Но прво да видиме каква е атмосферата на возачкото седиште. Пред се пластиката која е на централната конзола е малку груба, но незината изработка и компонираност во внатрешноста е многу прецизна. Тука доаѓаме до еден простор кој е многу голем и нема никаква функција. Тука јас би можел, доколку би бил одговорен за Зафира, да ставам, да кажеме, еден фрижидер. Но тука не се случува ништо, само има рачна со пирачка. Мојата колешка од Србија кажа дека овој простор бил идеален за женски чанти. Немам зошто да не и верувам. Со еден притисок се отвараат задните врати. А кога сме кај задните врати, тогаш се отвара и внатрешноста на Зафира, која е направена да биде ексклузивна. Овој транспортер
е направен за да уживате во возењето. Целата внатрешност е обложена со кожа, имаме панорамско стакло кое дава дополнителна свежина во просторот на внатрешноста. Додека задниот ред седишта, ќе повторам, Зафира има можност да биде транспортер на 7 до 9 луѓе. Задниот дел на седишта исто така е комотен и квалитетно изработен. Ние се враќаме на возењето на Зафира со дволитрениот турбодизел од 177 конски сили впарен со 8 степена трансмисија. Името Зафира е во служба во Опел повеќе од 20 години. 3 генерации беше многонаменско возило и беше прва во класата која понуди простор за 7 патници. Со новата 4-та генерација Зафира целиот сегмент го крена на ново ниво, нудејќи 3 должини на каросеријата, започнувајќи со мала од 4,6 метри, средна со 4,95 метри и долга која бележи 5,3 метри должина. Со овие 3 различни должини на каросеријата Зафира покрива широк сегмент и отвара нови стандарди кај многонаменските возила. Новата генерација е вистински крстосувач кој има капацитет да пренесува од 7 до 9 лица и за прв пат нуди разни варијации во кабината. Со оваквиот концепт мора да се стави акцент на повеќе остварувања наменети на уживањето на патниците и нивниот безгрижен престој во кабината, како што е просторен интериер, високо ниво на комфор, софистицирани системи за помагање на возачот, врвен инфотеймент систем, камери и радарски темпомат. Напредните технологии се впарени со избалансирани пропорции и добар изглед. Совкупниот впечаток е повеќе од добар. Зафира е возило кое е на висина на својата задача. Критиките упатени на грубата пластика не отскокнуваат од понудата кај конкуренцијата. Покрај широката палета мотори и преноси се очекува електричниот погон да се приклучи на почетокот на 2021 година. Тогаш уште еднаш Opel ќе покаже дека е марка со полн капацитет да ги исполни сите предизвици на техничките и естетските норми кои ги наметнуваат новите генерации на купувачи. Со Opel Зафира ја финишираме оваа сезона. Во 23-та сезона, во изминатите 10 месеци, поминавме и илјадници тест километри за да ги доловиме новитетите од светот на автомобилите што подобро можеме. Сега пред нас е летната пауза, а следната средба во новата 24-та сезона ја планираме некаде во средината на септември на истите фреквенции. Ви посакувам убаво и мирно лето и се гледаме на есен.